Новите законски мерки на Министерството за труд и социјала ќе го решаваат статусот на 3000 стечајци во државата. Со него е предвидено сите работници кои заклучно со 31 декември 2013 година останале без работа по основа на технолошки вишок стечај или ликвидација од фирми во државна или доминантна државна собственост, да добиваат паричен надоместок од 7100 денари до пензионирање плюс здравствено осигурување. Граѓаните од кои повеќето стечајци на веќе згаснатата кочанска фабрика Руен ИТ велат дека законот е добар, но само за поединци кои ќе имаат директни придобивки од него, а дека останатите ќе продолжат да живеат и понатаму на работна екзистенцијата со 3000 денари технолошки вишок кој го добиваат секој месец. Па новиот закон за стечајците не е добар затоа што не ги фаќа многу. Има многу луѓе по, да речеме, по 20 години, например, а старост може да има 50 години, тај нема шанси да чека ни пензија, ни други работи. Затоа што 25 години ги малку фаќа и не е добар тај закон. Тоа е добро, само не се опфатени сите, што стварно нема, што треба да зима. Тоа што има некои години, старосна година и со стажот, тога не може да ги опфатите. 50 години нагоре веќе никој не го зима у фирма за работа. Тука старосната граница треба да се поместува. 13 години по 3200 динара зимаја 12 години. А сега овој закон синоќ што го слуша дека е петка. Значи нема народу за леп да трпе, а ние трпеме за леп. Со 3000 динара 3 члена држе. За изготвувањето на законските решенија задолжено е Министерството за труд и социјала и Агенцијата за вработување, со кои е предвидено да се реши статусот на 3000 стечајци од државата. Средствата во висина од околу 4 милиони евра ќе се обезбедат од државниот